Регионални вести на КТВ. Добро вечер. 19 години општина Росоман и 20 години од иницијативата за општина Росоман одбележа денеска локалната самоуправа Росоман. Признание им беа доделени на заслужни граѓани. Локална самоуправа Росоман денеска одбележа 19 години општина Росоман и 20 години од формирањето на иницијативниот одбор. По тој повод свечена седница одржа општинскиот совет, а ја отвори председателот Маријан Чопенчев. Пред советниците, градоначалниците од Вардарскиот регион, представниците на делегациите од страна и пред граѓаните, Пенчев го потенцираше значењето на советот, соработката со градоначалникот и општинската администрација, залагањата и резултатите. Точно пред 19 години, на денешен ден, е конституиран првиот состав на советот на општина Росоман. Затоа денешниот ден граѓаните на општина Росоман го празнуваат како роден ден на општина Росоман и со посебна чест го славиме овој јубилеј 19 години општина Росоман. Советот на општина Росоман во изминатиот период од оваа 2015 година има одржано 10 седници на советот, на кои седници на советот имаме донесено голем број на одлуки и решенија, со кои одлуки и решенија се решени голем број од проблемите кои ги тиштат граѓаните на општина Росоман. Исто така, донесени се голем број одлуки и решенија со кои е трасиран патот за идниот развој на општина Росоман. Општина Росоман полека, но сигурно прераснува во едно пристојно место за живење на сите граѓани во општина Росоман и тоа во сите населени места. Советот на општина Росоман до крајот на годината има уште еден важен документ кој треба да го донесе, секако тоа е буџетот на општина Росоман. Во буџетот на општина Росоман се предвидени средства со кои средства ќе го рамномерен развој ќе направиме во сите населени места како и до сега. За работата на советот да биде успешна, секако е од голема важност соработката со градоначалникот и општинската администрација. Во оваа прилика сакам во моје име и во име на советот на општина Росоман да се заблагодарам на одличната соработка со градоначалникот и општинската администрација, како и со директорите на општинските установи. Граници помеѓу сите нас постојат само на хартија. Со Росоман е задоволство да се работи и соработува на спортско, културно и на економско поле и понатаму нашите народи во една цврста алка ќе соработуваат и чекорат кон Европа, рекоа пред останатите присутни Сретен Јовановиќ, председател на Советот на општина Краљево, Мемет Гонец, градоначалник на општина Бергама, Ѓорѓе Романи, градоначалник на општина Анина и Милорад Стоиловски, член на Советот на општина Пландиште. Росоман прерасна во модерна општина, резултат на тоа се залагањата и упорноста. За овие 19 години ќе зборуваат делата, а ќе сведочи брошурата издадена по повод денешното празнување, рече градоначалникот Стојан Чалазов, споделувајќи го со присутните реализираното во неговиот 6 годишен мандат. Колку и да зборувам за Росоман, ако нема дела, ако нема видливи реализирани проекти, ако нема улици асфалтирани, тротоари, сигурно водоснабдување и поквалитетни услуги за вас, делата најмногу зборуваат повеќе и посилно од најлесните зборови, а дела има многу. Се трудевме заедно со вас да ги одбереме оние проекти кои најмногу ви значат вас и кои ќе служат за вашите потреби. Јас, како ваш градоначалник, се потрудив да ги реализирам, но се разбира со огромна помош на Советот, на општинската администрација, кои се надевам и понатаму се повеќе ќе се трудат да бидат ваш сервис и да работат за вашите потреби. Ова е вистинско време за успеси како на семејниот, општинскиот, а со тоа и на националниот успех на сите нас, бидејќи научивме дека од голема важност да се пристапува на секој предизвик со голема сериозност. Не зборувам само јас од своје име, но и од името на мојата партија, во кои идеали и вредности можам да зборувам со длабоко верување во истите. Нас нема да не поколебаат никакви измислени празни мовети, кои секогаш се шират за да го намалат и минимизираат она што се прави, она што сите го гледаат. Оние објекти кои никој не ги изградил за себе, туку за своите сограѓани, за своите деца.
да останат и понатаму да служат на многу генерации. Лазов, председателот Пенчев и советникот Ристо Јошев традиционално по повод 17 декември ги доделија наградите за заслужните граѓани и успешните ученици. За особен придонес во спортот, културата и афирмацијата на општината добија Душко Кареов, Арсов Томица, Кут Росоман, Трајков Драги, Алер Сулејманов и Слободан Печевски. 19-тата свечена седница на општина Росоман денеска заврши со богата културно-уметничка програма подготвена од учениците при Општинското основно училиште Пере Тошев, а дружбата и славењето продолжија на заеднички коктел. Подготвителните теренски работи за реконструкција на водоводната мрежа во Неготино течат според предвиденото. Пред извесен период општина Неготино го потпиша договорот со фирмата изведувач на проектот за реконструкција на водоводниот систем во општината. Веќе извесно време стручни екипи започнаа со подготвителните теренски работи со кои ќе се реши еден од најгорливите проблеми за неготинци. Градежната механизација најпрво излезе на терен на улица Енгелсова, а денеска увид на теренот изврши и градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Започна, како што гледаме, на улица Енгелсова подготвителните работи за реконструкција на целата водоводна мрежа, односно на 8 километарската водоводна мрежа во град Неготино, која знаеме стара е повеќе од 70 години и е руинирана. Загубите на вода беа повеќе од 70%. Затоа ние одлучивме со проектот кој го аплициравме до Светска банка со една многу поволна кредитна линија да започнеме со реконструкција на водоводната мрежа за да овозможиме покрај другите проекти кои веќе ги имплементиравме и се во тек на имплементација да го реализираме и овој проект тековно, значи рокот е 9 месеци за изведба и мислам дека во наредното лето нема да имаме проблеми со водоснабдувањето, односно че имаме 24 часовно водоснабдување со замена на целата водоводна мрежа во град Неготино. Ги одбиравме улиците по приоритети, значи ова има најмногу дефекти, најмногу загуби кои редовно се сервисира, но и покрај тоа дотраената водоводна мрежа не можеше да го издржи тој притисок и затоа одлучивме да започнеме од тука. Утре машините се преселуваат на друга улица, значи некаде 500 метри долга, тоа е улицата Ило Виларов, каде што таму ќе се започне со земјаните работи, со искупите и нормално се спрема црево кое е 10 барско издржливо, за да може да во следниот период, односно во наредните 100 години, да не мислиме на замена на водоводната мрежа во целиот град Неготино. Овој проект е вреден 38 милиони денари кои општина Неготино ги обезбеди од Светска банка за реконструкција на водоснабдителниот систем на улици во градот во должина од 8 километри. Јавното предпријатие Комуналецот Кавадарци денеска работеше на подкастрување на дрворедот на улицата Илинденска. Стручните лица велат дека не станува збор за никакво оштетување на дрворедот, туку за редовна активност за подмладување на дрворедот. Улицата Илинденска во Кавадарци денеска предпладне беше затворена за сообраќај. Од утринските часови таму екипи на ЈП Комуналец работна единица Паркови и Зеленило ги сечеа сувите и високи гранки од дрворедот со што ќе се изврши подмладување на стеблата. Тоа не е нас, мислам, одржавање на овој дрворед како редовна работа и ние вршиме подкастрување, подмладување на садниците. Овие садници се од видот на јапонски багрем, кој што веќе е околу 20 години необновен и се сметаме дека треба да се изврши негово обновување, затоа што има доста суви гранки, доста истерани високи гранки кои што му сметат и на граѓаните што се на оваа улица, на станарите што живеат у овие згради. Така да, мислам во согласност со нив, па и со нас и со сите надлежни органи, донесовме одлука да извршиме подкастрување на дрворедот. Гранките сметаат и тие се доста суви, ветришта и други непогодни прилики може да дојде до оштетување на колите што се паркирани, на граѓанството што мине, така да ние решивме да извршиме подкастрување на дрворедот.
Мукаетова нагласува дека граѓаните не треба да стравуваат, оти со подкаструвањето се прави штета на дрворедот и дека во текот на летото на главната улица во Кавадарци ќе нема сенка. Напротив, дрвијата ќе биле во многу подобра кондиција. Нема бојазност дека дрвата може да се исушат или дека нешто правиме оштетување на дрвото. Ние само го подмладуваме дрвото да си добие нов лик. Синоќа во Кавадарци се одржа инфоден наменет за земјоделците кои сакаат да користат кредитни средства за инвестирање во земјоделското производство. Во организација на секторот за управување со ИПАРД, Подрачното министерство за земјоделство и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Кавадарци, синоќа се одржа инфоден со цел да се информира земјоделците кои сакаат да користат кредитни средства за инвестирање во земјоделското производство. Представници од секторот за управување со ИПАРД и Прокредит банка синоќа го представија гарантниот фонд кој има за цел да ги олесни инвестициите во земјоделството. Со формирањето на гарантниот фонд се овозможува намалување на вредноста на гаранцијата што ја бара банката од земјоделецот. Користењето на кредити од овој фонд не мора да биде поврзано со користење на било која програма ИПАРД или друга национална програма, изјави за телевизија КТВ Виктор Младеновски од секторот за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Настанот кој што вечерва се одржува во Кавадарци е дел од една поширока кампања во која Министерството во соработка со Прокредит банка го промовира инструментот гарантен фонд. Тој е инструмент кој земјоделците може да го користат во соработка со комерцијалните банки, пред се сега на почетоков Прокредит банка. Инструмент кој земјоделците може да го користат за кредитирање на инвестициите во земјоделството, во земјоделскиот сектор. Во детали, подробностите и можностите кои што ги нуди овој посебен инструмент за кредитирање, ќе ги представат представниците од банките, ние од Министерството тука сме да им објасниме на луѓето за програмите за поддршка кои што ги нуди Министерството, односно владата. Голем дел од земјоделците ги знаат тие проблеми, ги знаат тие програми. Во досегашното работење и имплементација на програмите, кредитирањето, односно финансирањето на инвестициите се покажа како проблем, затоа Министерството во соработка со банките го промовира овој гарантен фонд. Преку гарантниот фонд може да се поддржат, гарантниот фонд опфаќа, помага кредитирање во инвестиции во земјоделството кои не мора да се од ИПАРД. Секој земјоделец може да си го користи гарантниот фонд, неговата улога е да се намали гаранцијата на инвестициите, односно ако претходно требало да се даде гаранција во однос 3:1, сега таа гаранција е помала, но деталите ќе ги објаснат представниците од банките. Што се однесува до ИПАРД програмата, знаете дека веќе заврши вториот повик во оваа година. Во агенцијата барањата се во тек на обработка. Во 2016 година не се очекуваат други повици за ИПАРД програмата, имајќи предвид дека таа треба да заврши и во 2016 треба да почне имплементација на ИПАРД 2 програма. Така да во 2016 година очекуваме некаде во летото, евентуално рана есен, да има јавен повик за поднесување на барања за ИПАРД 2 програма. Како тече исплатата на субвенциите од изјавата на началникот на Подрачното министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Шалев? Како и секоја година и оваа година дури во договор со земјоделците беше кажано дека ќе се исплатат точно и пред нова година, така и се испостави. Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство успеа да овозможат, односно средствата кои што во последниот квартал од оваа година се обезбедија, беа со цел да земјоделците се исплатат на време во делот на субвенционирањето. Овој пат во прв
чекор, односно прва мерка која што напред се исплече е во делот на лозарството. Бидејќи во теквишијата во најголем процент, можам да кажем 90% се застапени лозаропроизводителите. Во наредниот период ќе следуваат и другите мерки во штарство и сите други мерки кои што имат аплицирано нашите земјоделци. Колку е бројот на земјоделците кои ќе добијат субвенции, лозари? На територијата на општина Кавадарци, кој што опфаќа и Росоман, има над 6000 земјоделци кои имаат аплицирано, околу 6500 земјоделци, така да таа е една од бројките кои што е поголема на ниво на општина во Република Македонија и веруваме дека сите оние земјоделци кои што аплицирали и се во ред документите ќе ги добијат во делот на лозарството. Понатаму очекуваме да се исплатат и другите мерки за кои имат аплицирано. Земјоделци од Неготино денеска пред општината чекаа средба со дополнителниот заменски министер Љупчо Николовски. Неколку земјоделци од Неготино денеска пред општинската зграда чекаат да се сретнат со дополнителниот заменски министер за земјоделство Љупчо Николовски. На земјоделците им била најавена негова посета пред општината, меѓутоа министерот не дојде на средба. Едночасовното чекање пред општинската зграда ги разгневи присутните земјоделци кои, како што изјавија, сакале да добијат некои информации директно од него. Беа известени како земјоделци дека ќе дојде заменик министер за земјоделие и сакавме да дознаеме некои работи што се дешава со земјоделци како, но за жал тој не дојде. По кои причини не знаеме, дали се уплаши што е работа, не знаеме. И што да кажам, и самите гледате, тука се собрани земјоделците да дојдем до некои информации како нов министер, заменик. Ама за жал не дојде. И чекаме више цел час. Него го нема. Реагираме остро да ме блокираат како да не ги пушти земјоделци да го блокираат буџетот. Срамота е тоа. Оне ги се каже земјоделци ќе дојдеш да ќе имаше образ, но не ги сага ни земјоделците, веројатно и за тоа нема ниво. Благодарение на никој друг, не на него. Благодарение на оваа власт што е моментално, иначе од него не сте ни најмалку задоволни како почеток, како нов заменик министер. Не мисли за земјоделците по се изгледа. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Кавадарци денеска на пресконференција информира дека сите предлози кои ги добиле од кавадарчани се дел од програмата на партијата за предстојните избори. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Кавадарци со месеци заедно со граѓаните во рамките на проектот Визијата за Македонија ја пишува новата програма на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија. Секој од вас, почитувани граѓани, кој што имаше предлог и го достави, е дел од новата програма на Социјалдемократскиот сојуз, усвоена на програмскиот конгрес на партијата кој што се одржа на 13-тиот овој месец. Заедно со вас ќе ја изградиме визијата за просперитетна и стабилна Македонија, визија која што се базира на развој на домашните капацитети и европска иднина на Република Македонија. Македонија која што ми припаѓа на граѓаните, а не на партијата на власт. Македонија во која сите граѓани ќе живеат достоинствен живот. За таа цел, на наредната седница на Советот на општина Кавадарци, на кој што ќе се дискутира за буџетот на општината за 2016 година, ќе предложиме голем дел од предлозите на граѓаните за подобрување на катастрофалните услови во кои што живееме. Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз предлозите и идеите од граѓаните ќе ги поднесе во вид на амандмани. На кавадарчани им треба градоначалник и локална самоуправа кој ќе им служи на граѓаните, а не на фамилијата на власт. Градоначалник кој што ќе ги решава проблемите на граѓаните и ќе ги слуша нивните предлози и идеи. Затоа ве повикувам сите заедно од почеток да ги поставиме темелите на новото Кавадарци. Денес околу 12 часот и 15 минути во секторот за внатрешни работи во Велес пријавено е дека на железничката станица во Велес дете родено 2001 година е повредено од струен удар. Првичните информации се дека детето е повредено откако се качило врз вагон паркиран на железничката станица. На детето му е укажана лекарска помош во медицинскиот центар во Велес и истото е препратено на скопските клиники. Увидна екипа
Некој од секторот за внатрешни работи Велес изврши увид на лице место, информира портпаролот на СВР Велес Анита Стојковска. Уште една успешно спроведена доброволна крводарителска акција во општина Неготино. Денеска во просториите на општина Неготино беше спроведена уште една успешна доброволна крводарителска акција на која крв даруваа граѓани на општина Неготино. И оваа крводарителска акција беше организирана од општинската организација на Црвениот крст Неготино и Институтот за трансфузиона медицина Скопје, кои овој пат беа задолжени за проверката на здравствената состојба на дарителите. За целата акција денеска за КТВ говореше доктор Бојан Тодоровски. Па акцијата до сега одлично тече, имаме околу 20 на можеби повеќе дарители. Доаѓаат постојано, најчесто се од тоа граѓани и вработени од ТЕЦ хидроелектраната, има доста од комуналното предпријатие. Наредните денови ќе имаме акции со полициската станица, така да имаше ученици, сите се добродојдени кои сака дарува слободно. Најчеста крвна група во нашава земја е позитив, на глобално ниво тоа е нулта позитив. Во Институтот за трансфузна медицина имаме залеки од сите крвни групи, така да, меѓутоа стално се потребни повеќе крвни групи, крвни единици. Акцијата започна во 9 часот, а веќе до 12 бројката на собрани крвни единици изнесуваше 20. Од Неготинскиот Црвен крст информираа дека до крајот на крводарителската акција очекуваат бројот да достигне до 50 крвни единици. Покрај во Неготино утре крводарителска акција ќе се спроведе и во Демиркапија, во просториите на основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот од Демиркапија со почеток од 9 до 14 часот. Утре во Кавадарци ќе се одржи вториот поред екоквиз. Со знаење од екологијата ќе се надпреваруваат ученици од основните училишта во општина Кавадарци. Во организација на Фен Индустри, општина Кавадарци, подрачно Министерство за образование и еколошкото друштво Тисовец, утре во Кавадарци се организира вториот поред екоквиз. Надпреварот ќе се одржи во Домот на културата Иван Мазов Климе со почеток од 11 часот, а истиот ги опфаќа учениците од 5-то одделение од сите основни училишта во општина Кавадарци, во чии рамки се и училиштата од селата Возарци, Дреново, Сопот, односно повеќе од 400 ученици ќе бидат дел од ова надпреварување. Квизот годинава го доживува своето второ издание, откако минатата година забележа огромен успех заради постигнатиот едукативен резултат меѓу самите ученици, кои демонстрираа висок степен на ангажман и мотивација за стекнување нови знаења на полето на екологијата. Самиот проект има за цел зголемување на степенот на еколошка свест, знаење и култура уште од рана училишна возраст и истиот беше награден со признание за општествена одговорност од страна на Координативното тело за општествена одговорност на предпријатијата при Министерството за економија. Покрај присуството на челниците на Фен Индустри, општина Кавадарци и еколошкото друштво Тисовец и оваа година во знак на поддршка на овој проект се најавуваат и високи представници од Министерството за животна средина и просторно планирање. Во рамки на проектот Спорт и спортски активности денеска дечињата од детската градинка Рада Поцева, работен објект Детелинка, се дружеа со балетското студио Венус. За правилен развој на денешните деца, посебно на оние кои живеат во урбани услови на животот, многу е важно напредувањето на моторичкиот развој, односно физичкото воспитание, смета Елеонора Руменова Атанасова, лице стручно ангажирано за физичкиот развој на децата во детската градинка Рада Поцева Кавадарци. Секојдневното долго седење пред телевизор и компјутер, освен што делува негативно на физичкиот развој, ги тера децата и на пасивност и незаинтересираност. Многу е важно, вели Атанасова, децата да ги потикнеме на физичка активност, а воедно и да им помогнеме да ја осетат смиреноста и опуштеноста на која многу малку се посветува внимание поради брзиот и динамичен живот. Токму поради овие факти во програмата офатена со проектот Спорт и спортски активности, што интензивно го работи детската градинка Рада Поцева во Кавадарци, како важен сегмент од моторичкиот развој, вметнати се и ритмиката и танцот, потенцира координаторот Руменова Атанасова. Таа смета дека со ритмиката и танцот децата се потикнуваат на физичка активност, односно раздвижување на детскиот организам. За реализација на овие активности градинката го
го вклучува латино-америчкиот танц или зумба, румба и самба, кои се играат низ цела Европа. Преку овие теми имаме интензивно загревање на детскиот организам, а за успешна реализација на содржината, односно ритмиката и танцот, професионално ги вклучивме младите од балетското студио Венус, информира Атанасова. Венус, нејзините членови под менторство на Билјана Грозданова Иванова, денеска играа за дечињата од работниот објект Детелинка, го понудија духот и ритмот на музиката, а добија искрени аплаузи. Прво место во втора дивизија за екипата на посебните паралелки при основното општинско училиште Страшо Пинџур од Кавадарци на специјалната олимпијада одржана во Скопје. Викендот во спортскиот центар Кале во Скопје се одбележа Европската кошаркарска недела, во чии рамки беше организирана и специјалната олимпијада со одлично организиран кошаркарски турнир. Учествуваа повеќе екипи од Македонија, но најуспешни годинава беа кавадарчани. Со одлична игра и пред се другарување на високо ниво, екипата на специјалните паралелки при општинското основно училиште Страшо Пинџур беше убедливо најдобра и се пласираше на првото место во втората дивизија, дознаваме од раководителот на специјалните паралелки во Кавадарци, дефектологот Зоран Велков. Тој понатаму информира дека активностите на овие дечиња на спортско поле продолжуваат, се тренира, се вежба, течат и се реализираат планираните годишни активности. За олимпијадата Велко вели дека поминала во организација на високо ниво, која на децата учесници им понудила и одлично дружење преку надпревар Unified, што значи мешан состав на екипи со професионалци и полупрофесионалци против дечињата со посебни потреби. Дека дружењето и забавата беа неописливи со зборови, потврди радоста на нашите учесници, која дополнително ја зголеми и присуството на нивниот омилен кошаркар Тодор Гечевски. Инаку дознаваме од Велков, екипата на посебните паралелки од Кавадарци е составена од 8 деца на основна школска возраст. За неа ова не е прво учество, ниту прва награда. Освоеното прво место од оваа Европска кошаркарска недела е само признание плюс во освоените признанија на овие деца. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност и претежно тивко. Максималната температура ќе се движи до 11 степен. Тоа беше се што ви подготвивме во денешното издание на вестите. Имајте убава и пријатна вечер и останете со програмата на КТВ.